Јас сум Перо Стојков. Жена ми се вика Саветка и имам ќерку Сузану и сина Срѓана. Наша фамилија е стара, откад знамо сви се викамо македонци. Крштен сам на дедо ми Перо, кој е лежал 5 години на Голи оток, затоа што е на секретарка на комесара на УДБУ рекал да има многу убаве очи. После му искочише и очи, и зуби, и душа на тој Голи оток, ама човек се врати. И ја ga памтим како многу голем патриот, човек на место, Бог да му душу прости, умре си пред 5 години. Много беше побожан и идеше у цркву, овој нашу македонску, уште у комунистичко. Ја памтим још како дете слависмо Свети Ѓорѓи посан у декември, да васмо заслуги цела фамилија идеше у цркву. Сега ни попови не се вртев у цркву. Нема време, не ги интересира народ, само пари и како да се дружев со овие арамие, политичари. Животот дете не ми беше лосан. Те стабилизација, те штедња, па дојде рат, увати ме у Вуковар. У Вуковар не могу ни да му рекнем име. Какъв курс сам јал таму, ама добро е. Подобро тој него метак или бодликаву жицу около врат. Не извади покојни ни Киро Глигоров и неколку брадоње из овој ВМРО преко Маđarsku да си дојдемо. Знаш како е, они су имали увек добре врски с ХДЗ или како се вика в овие Хрвати. Па живот тежак, татко ми работеше у Чик Куманово. Чик га преебаја, отиде на Добош. Приватизација утепа неколку генерација у овој нашу земју. Лопови украдоше фабрики, еве ги и ден денес живе како богови и руководе се с народ. Татко ми не поживе многу. Утепа га што му украдоше штедњу у тат. Сиромао обеси се. Мајка поживе уште некоju годину и она си отиде по njega. Ја остана сам, немаше работу, само едно станче у центар од Куманово, 45 квадрата. Почна да шверцуjem бензин и малко ми тргна. Еден ден на тезгу на пазар запозна си моју Саветку, убаву како ангел. Ја почна секој ден да јадем патлиџани, пипер, грозје, а овој грозје ич не го сакам. И така се роди тај љубав. Ожени смо се и добисмо Сузанку, наше најумно девојче. Како се роди, така почна памет у куќу да доноси. Бизнис с бензин се заеба и јас увати тезгу со Саветку да води. Не се жалим, се вадеше за живот. Језда јајца ми смрзнуше и после бео по 100 доктори, затоа што оние како ги викају сперматозоиди ми биле у мал број. Еден тон паре ми земаја доктори пред да га направимо Срѓана. Да не лечише онолко на мене и ќе мислеше дека Саветка негде погрешно се наведнала. Па живот после тој не беше лош. Македонија заличена држава, репрезентација, фудбал, полко границе се отвараше, отидосмо неколку пута кај грци деца да се пробањав. Немаше многу паре, ама кога на македонац му треба многу паре, он знае за 200 евра да живее. И онда дојде рат. Комшија албанци не су имали права. Тој што мораше ја да се преместим на Ќоше на пазар со тезгу, а на моје место да дојде Агим, не се рачуна дискриминацију. Не. Тоа е одлука на пазарна фирма. Тој што они ги имаше најубави дуќани у Куманово, најубаве пумпе, што вршеше сви работи, тој нема везе, албанци немаше права и почна тепање, поише политичко срање. Ја беше у рад, беше у радуша. Таму за разлику од пазар, јајца ми се смрзнуше за сва времена. Доктор рече, Саветке не барај да прави трето дете, не ќе га бидне. И таман се смени власт, таман дојде онај со шарене ноге и со братуче да и даде по 8.000 за трето дете. Ма како да га направу бе? Криза. Овај моја деца Сузанка и Срѓан уче ко Ајнштајни, први су у школа, ама не сме у стање ужинку да им спакуемо. Кршимо прсти со Саветку, нема работа, нема ништо. 3 пута ја конкурираше за Афганистан, има и тамо с пари и с врске. А немам се што да подмитим. Еден ден дојде кум Трајко и вика, брат, овој више не се трпи, ќе умремо за леп. Него имаш ли ти некој бугарин? Познавам еден, викам ја, а бе дали имаш бугарин у фамилију, Бог да чува. Му викам ја, не знам. После искочи дека дедо Перо бил крштен у бугарскот попа, пошто не е роден у Куманово, него у Струмицу, каде ја мајка му била на гости. И така ја за 500 евро од кума Трајка, да потрае цел век тај мој кум Трајко, извади бугарски пасош.
И увати пут за Италiju, beri jagode, kompaj, kompir, krati, loznice, beri grozje, u mame mu jebem i grozje, ušte ga mrzim. I tako je oko tismo kuću, deca završiše fakultet, kupismo kola, Albanci postadoše narod, pucaše u divo naselje, mi smo tu i blisku, promeniše ime na zemlju na narod, dobiše dvojazičnost, dobiše direktori, ministri, afere se bidnuše milion, nikoj ne otidu u zatvor ko moj dedo Pero i svi smo sretni. Oni, Albanci, za sve što su postignuli, ja i moja familija što živimo 10 meseci u Italiju i posle dolazimo tu i u Kumanovo da trošimo pare. Al dojde korona, jebem ti koronu i sve da ti jebem. Zatvori se Italija, zatvori se Evropa, mogu sa bugarski pasoš da si obrišem jedno mesto što se vika dupe, nikoj ne prima. Pare sve pomalko i pomalko, potroši smo i ono i što ima smo i ono i što nema smo. Tražeš ja rabota kod jedan gazda pred nekoj den, vikam imam bugarski pasoš, imam sve kategorije da vozim, znam da rabotu sve, space shuttle mogu da vozu. A šta si po nacionalnost, vika ovaj? A krste se, vika čovek, majku mu jebem. Pa vika Makedonac, po potrebu može da budem i Bugarin. Ne može. Ima mesto kod mene samo za Albanci. Čekaj bre, kako za Albanci ima mesto kad kvalifikacije poviše imam ja? Nebe bace, sak država dava subvencije da te vrabotu ako si Albanac. Lele, pa to i nije normalno. Da ne ima i u ustav sa crveno podvučeno. Ovoj nema nigde, nema ni u Afganistan, ni u Pakistan, ni u Severnu Koreju. Ja se iznervira. Kako vika pesma, bolje je biti pijan nego star. Zemi krste pa piši Albanac. Ću stanem Albanac. Krste podzina. Što da pišu? Piši ovako. Pero Stojkov, etnički Albanac s bugarski pasoš. I zemi si subvenciju, će se obogatiš. Hvala što me slušaste. Pero Stojkov. Konaču. Aj, ću vi kažem drug put, pošto mi dojdošte preko prezime.